Можно, ама речиси несправедлив е законот судскиот совет сам да ги разреши членовите кои се избрани во собранието. По 3 недели од изгласаната недоверба во законодавниот дом, 5 членови не поднесуваат оставки од функциите. Законодавецот нема можност да ги разреши, а највисокото судско тело барем засега не се решава на таков чекор. Законот дава можност судски да отпочне постапка, но за истата треба да гласаат најмалку 8 членови, од кои 2 ќе бидат од редот на истакнатите правници кои се бираат во собранието. Можно е и тоа, меѓутоа имајте во предвид дека за разрешување на член на судски совет се потребни најмалку 8 гласови, од кои што 2 мора да бидат на членовите кои што не доаѓаат во редот на судија. Законот е несправедлив во моментот. Таа е законската одредба. Значи, ние не го носиме законот, некој друг во оваа држава ги носи законите, ние само ги почитуваме и ги спроведуваме. Проблем за македонскиот правосуден систем останува недостатокот на судии. Од 8-та генерација на Академијата за суди јавни обвинители 49 кандидати ќе право раздаваат од денеска во Скопскиот кривичен и 17 други основни судови во Македонија, како и во Скопска двојка. Бројката од 49 суди не е за занемарување, таа е солидна бројка, но ова го ублажува проблемот, не го решава целосно. Ќе остани потребата за делегирање на суди, посебно на оние помали судови кои што се низ државата, каде што долг период и покрај тоа што објавуваме огласи, никој не се јавува на тие огласи. Тоа се, например, судот во Крушево, имаме други судови во источниот дел на државата, кои што веќе подолг период немам избрано судии. Според председателот на судскиот совет Камбовски, во моменталната систематизација кусок има од 300 суди, но се прават нови анализи за да се утврди реалниот број. Се спрема и нов закон за судски совет во правда, а власта најави корените реформи во судството. Според извршната власт, суди и обвинители кои сакаат да го кријат криминалот и корупцијата преку несовесно и нечесно работење, немаат право да носат судиска тога.